Македонската фудбалска репрезентација ќе добие нов селектор. Фудбалската федерација на Македонија не ја продолжи соработката со досегашниот селектор Благој Милевски, кој веќе е минато на селекторското столче. На седницата на управниот одбор на ФФМ донесена одлука да не се продолжи договорот со Милевски, а кој мандат истече на 30 ноември 2025 година. Милевски ја презеде македонската репрезентација на 1 август 2021 година и ја водеше Македонија на 48 надпревари со позитивен биланс од 18 победи, 14 нерешени и 16 порази, а при тоа Македонија имаше 2 бараш дуели за пласман на светското првенство, а заврши како првопласирана во С сегментот од Лига на нации, обезбеди настап во Б дивизијата во следното издание од ова надпреварување. Претходно Благој Милевски ја водеше репрезентацијата на Македонија до 21 година. Големиот успех е пласманот на Европското првенство по 21 година кој се одржа во 2017 година во Полска. Од управниот одбор на ФФМ смета дека е потребна нова енергија и поинаков мотив за претстојните предизвици, а прето истакна дека го ценат високото професионално ниво и посветеноста на стручниот штаб предводен Милевски. Македонската фудбалска репрезентација најдосно 25 декември ќе го добие новиот селектор кој ќе биде наследник на Благој Милевски, односно управниот одбор на ФФМ најдосно 25 овој месец ќе треба да донесе одлука за назначување на нов селектор на репрезентацијата на Македонија. Новиот селектор ќе го очекува голем предизвик, а тоа е баражот за пласман на светското првенство. Полуфиналите го играме против Данска на 26 март 2026 година во гости, а потоа 5 дена подоцна исто така во гости ќе играме против подобриот дуел меѓу Чешка и Ирска.